Сериозни системски слабости откри Државниот завод за ревизија во работењето на АД МЕПСО за 2024 година. Податоците од ревизорскиот извештај покажуваат дека се утврдени недоследности во сопственоста на далноводите. Потоа, открени се нерегуларности при вработување, а за дел од потрошените пари по основ на инвестиции на државната компанија недостасувала соодветна документација. Во извештајот се нотира дека од вкупно 112 далноводи на МЕПСО за дури 59 од нив, компанијата не располага со имотни листови. Дополнително се уште не се решени собственичките односи за 33 трафостаници кои се во заедничка собственост на МЕПСО и Ева на Македонија, а сметководствената евиденција не овозможува да се потврди точниот број и вредноста на овие објекти. Има завршени проекти со вредност над 1,2 милиони евра кои не се ставени во употреба. Дополнително кај проектот за далноводот ТЦ Валандово, ТЦ Милетково, МЕПСО веќе платил над 155.000 евра за провизии за одобрен заем од ЕБОР, иако изградбата се уште не е започната. Од вкупно одобрените 102,4 милиони евра меѓународни кредити, дури 53,4 милиони евра останале неповлечени. Во однос на вработувањата, ревизорите утврдиле дека кај 45 ново вработени лица или 65% од вкупниот број на нови вработувања, ревизорите утврдиле неправилности во исполнувањето на условите од јавните огласи и систематизацијата. Документацијата која ревизорите ја прочешлале покажала дека дел од вработените биле прераспределени или унапредени кратко време по нивното вработување. А заклучно со 2024 година за земените заеми на компанијата платени се провизии за одобрување и неповлечени средства, како и камати во вкупен износ од близу 9 милиони евра, што представува 8,8% од вкупниот износ на одобрени заеми. Ненавремено користење на земите го зголемувало финансискиот товар и ја забавувало реализацијата на стратешките проекти за електропреносниот систем. Побарувањата по дадените заеми на акционерски друштва во државна собственост изнесуваат приближно 9,5 милиони евра и истите се повеќе од 10 пати зголемени во однос на 2020 година. Давањето заеми не е основна дејност на АД МЕПСО Скопје, поради што ваквата практика негативно влијае врз ликвидноста и финансиската состојба на друштвото. Во извештајот се потенцира и потребата од санација на фасадата на управната зграда која била оштетена во 2020 и 2021 година, иако за нејзина реконструкција и адаптација во период од 2013 до 2018 година биле потрошени околу 9 милиони евра.